Во земјата на чудата секојдневно се соочуваме со нови скандали, се случуваат нови скандали, скандалите се нижат, што се вика како на филмска лента. Последното беше кога јавноста разбра дека една од директорките на една од клиниките во клинички центар наместена таму, назначена од ДУИ, не го знае ниту македонскиот јазик, па доаѓала на работа со таткои, со преведувачи, со 300 други помошници или асистенти, пракатанци, како сакате кажете ги. Тоа е тоа како дојдовме до оваа состојба на абсурд, како Македонија од една перспективна земја, прва и приоритетна на листата за чекање за влез во Европска Унија во 90-тите години, стана буквално последна во таа низа и веројатно нема и никогаш да го дочекаме, барем мојата генерација и некои зад мене, нема да го дочекаме тој ден кога ќе видиме Македонија како дел од она европско семејство или Европската Унија. За сите овие работи, поточно за тоа како стигнавме во оваа ситуација, кој кумуваше на ова сценарио, на оваа совршена бура што ја живееме денес од држава, од народ, од општество, ќе разговарам со мојот вечерашен гостин. Ова е Лизгачки старт. Јас сум Сашо Тасевски, се гледаме веднаш после джинглот. Мојот вечерашен гостин е Александар Ристевски, се извин. Со В, добро. А си го слушнал и ти тоа за зајде? Да, па веројатно да. Кој што е вработен во Националната галерија, тама е стручник за веб дизајн, ги води нели ова социјалниве мрежи, пиар, реклама, маркетинг на Националната галерија. Инаку познат е во медиумите по своите ставови, политички, по своите колумни и се надевам дека и вечерова ќе има и тоа како што да каже на прашањата што ќе му бидат поставени. Добра вечер за тебе, Александар. Добра вечер, Саша, како си? Баш ми е драго што си гостин во Лизгачки старт. Добар сум и не ни се сомневам дека ќе бидам уште подобар на крајот на интервјуто на емисијата. Александар, за почеток кажи ми како стигнавме до оваа ситуација да луѓе кои што се наоѓаат на раководни места, државни или други институции или болници, како дојдовме до тоа да не го знаат ни службениот јазик на државата во која што се родени и во која што живеат и во која што се назначени на такви чувствителни места? Делбата, знаеш како, дрвото кога е накриво насадено, има тенденција накриво и да порасне. Ние долго време се чукавме во гради за одлуката на Бадентеровата комисија, за тоа дека сме единствени дури пред Словенија кои ги исполнуваме условите за независност на државата. За помладите кои не знаат, а претпоставаме помлада публика те следи, Роберт Бадентер беше човек кој во името на Европската Унија правеше една своевидна анализа, иначе политичар и дипломат од кариера, кој правеше анализа околу тоа колку и која земја од поранешниот источен блок, поготово од државата како што е Југославија, која требаше да се раздели, која е долгорочно после 6 републики доби 7 држави. Значи Косово успеа да се издвои од Србија, така да од една федерација со 6 конститутивни републики во истата добивме на крајот после 2008 7 држави и уште една дисфункционална држава како што е Босна, која има внатре федеративен систем, така да видиме дали ќе успеат во таа форма да ја вклопат во некаква европска приказна, иако таа функционира како паралелна држава, нели? Босанската федерација и Република Српска. Ние се утешивме со една мерка дека ги исполнуваме условите за независност и човекови права, се што вклучивме во него, но заборавивме на неколку си кукавички јајца кои ги имаме внатре системски. Прво, дека ние сме де факто национална држава на македонскиот народ, значи доколку македонскиот народ не постои, поентата за постоење македонска држава на било која територија ја нема, така? Ова држава би се разделила доколку го нема македонскиот народ. Секој би ја разграбал територијата на својата желба или претендирање каде би сакал одредена територија да припаѓа или кон кого да се приклони.
Да, македонскиот народ е конститутивен, но со уставот од 74-та, со тие големите реформи во Југославија што се правеа, де факто во државата признаен и во голема мера и официјален јазик, на многу места, беше и албанскиот и турскиот јазик. Ние на крајот на криштата, покрај двата стандардни дневни вестника кои ги имаше во Македонија, тоа беа Нова Македонија и Вечер, тоа читавме, нели? Имаше уште два вестника на албански, Флакаев Влазримит и Бирлик на турски. И тоа е реалноста, се ние може да негираме, да мислиме, да правиме, но тоа е де факто реалност. Во моето само тоа, него извини што те прекинав, има и вториот канал на тогаш радио Скопје имаше, зрачеше програма помеѓу 14:30 и 18:30, 4 часа зрачеше програма на албански и на турски. Многу подоцна дојдоа програмите на ромски, на влашки, на бошњачки, но на албански и на турски беа де факто. Од детство ти си повозраст од мене, ти веќе поголем си бил, ги памтиш, сме ги гледале. Да. На крајот на криштата помладата генерација, значи тие што се до кај 30 на години не знаат дека ние и првата програма која беше на македонската телевизија во одреден период, пример меѓу 1,5 и 3 немаше програма, имаше снег. Значи луѓе немаше програма на телевизија. Имате програма која почнува во одреден период на сабајле, во 7 во 8 часот. Трае утринска програма, зимско-рекреативна програма, нели почетокот, крајот на 80-ти, почеток на 90-ти, еден од најпознатите водители беше Апостол Икономов Поце, пејачот на Меморија, кој беше водител, мега звезда. После тоа, пред распадот на Југославија, се формира Канал 3. Па во Канал 3 ја имавме сега познатата, нели, исто така водителка на МТВ, Живкица Ѓурчиновска, која беше тогаш тинеџерка, но тогаш беше актуелниот директор на Канал 5 Иван Мирчевски и Антонио Димитриевски. Тоа беше и Александар Сидоровски, да не забравам. Сидоровски беше, да, беше бренд на третиот. Ете така. Значи, јас ако нешто сум горд на луѓето, имам многу големо и длабоко вака сеќавање, па гледаш, еве, тие гледам и реакцијата во лицето. Имам некои работи од призма на 30 години, јас сум бил дете во основна школа, ги памтам одредени работи, како вчера да беа, затоа што бев голем медиумски фан на се што се случува и сум своевиден, можам да кажам и хроничар на некои работи, затоа што ги знам. Дел треба очигледно и да оставам и пишан трак, пошто многу работи се заборавени. Каде ги направивме грешките? Грешките ги направивме затоа што во таа еуфорија на македонизам, на македонска држава, ние не успеавме да канализираме граѓанско општество. Значи, оставете тоа што етнички кај нас, значи, француска и бугарска форма на устав, каде што викаш сите се граѓани на државата, кај нас реално и не беше изводливо ради проста едноставна причина. Македонизмот, македонскиот јазик, македонството се негираше и ти мораше да го потенцираш негде. Нормално беше тој национал романтизам да се појави и сегде се појави. Апсолутно. Сега, доколку не го потенцираш, а не ги спомнеш другите, ќе испадне дека вршиш репресија. Кај нас таа репресија глупо испадна, не дека реално Бог знае колку се случуваше, за да бидеме искрени. Имало ситуација каде што кај нас имало репресивни елементи кон некои други или нова основа, на ниво на општество, политика, полиција, што и да е, но ние сме многу полиберални од еден куп други држави, кај што не смееш јазик да спомнеш. Значи, гледајте од призма на репресија. 100 години македонците во Егејска Македонија живеат, 80% ги протераа, еден куп се раселија, сегде отидоа, масло им давале да пијат, кујките им ги прислушувале, луѓе кажуваат живи сведоци. После Втората светска војна еден куп глупости, од 90-та навака еден куп глупости, не им дава да се здружуваат. И отидете сега, 2 недели порано од нашиот Илинден, пошто они се нели по другиот календар, тоа е уште еден од деформитетите на македонецот, и ако спомниш одредени права и прашања, пример, луѓе ќе се кренат, иако јас барем по тие прашања сум многу полиберален, околу некои промени кои ние треба да ги направиме за да сеускладиме како Јулијанскиот и Грегоријанскиот календар, да знаат зашто. Само на граѓаните да им кажем една работа, начинот на кој ние ги славиме празниците, и таа стара нова година и се што имаме е само ради проста едноставна причина. Така во светот славиме само ние, србите и не знам уште кој. Никој друг. А просто едноставно. Тоа е затоа што на состанок на православните цркви кои се собрале пред цирка 100 години, србите не присуствувале, а ние не сме имале автокефална црква. Или како за
заседанието на во Вној во Јајце. Не отишло, Невремене снег фатило, имало, лапавица, да. Не стигнале, да. Да. Што вика татко ми една фраза, кога му кажеш нешто што неки да одговори, вика не сум спремен. Да, не сум спремен сега. Така да, ние имаме проблем, апропо вицот преска ти што го кажа, со собам. Со самите себе имаме проблем, а не со собата, со себе имаме проблем. Вистина е дека како македонска држава и како македонски народ, ние де факто трпиме неправди. Ние де факто имаме проблеми. Но историски позитивното што е кај нас, никогаш историски не сме на погрешната страна. Бугарите се секогаш на погрешната страна. Пример, ако земеш како нација, не како народ. На погрешна страна, со фашистите, со и секогаш се на погрешна страна. Тоа е вајда некаква форма на инает. Јас, кога им објаснувам на луѓе, пошто јас во оној период кога Македонија најзатворена... Или на инет, или на сервилност, или на страхотно чувство за преживување во моментот кога што подоцна се осуетува на некој начин, затоа што ја одбираат погрешната страна. Но во моментот им изгледа тоа дека е најприфатливо, најправилно. Види, се што е наметнато и насилно, јас имав една ситуација, пак ќе ти кажам, кога зборувам за многу работи, поготово оваа наша држава Македонија, не ќе да бидат гледани низ етничка призма, а многу често има потреба да бидат, и еве ќе ти кажам најеклатантен пример, затоа што јас сум млад човек, поранешен млад, сега веќе зрел, кој израснал во општина Чаир во Топанско поле. Јас сум растен во едно мултиетничко место, мултиверско, мултиконфесионално, мултијазично, и јас знам кој на што како реагира. Ситуација пред некој ден. Место каде што коли се паркираат службени, човек неки да му е крени пајак, албанец од друг град, со голф, стандардно или стереотипно, доаѓа со голфот и пробува се пикнике нашите коли. Чуварот сакаше да изреагира вака: "Стој, не смееш овде да паркираш." Тоа да му го кажеш и тоа да го направиш, овој ќе паркираше колата за инет и ќе оставиш овде и ќе му кажеш што ми можеш. Ќе ти гарантирам. Јас дојдов и му реков вака: "Брат, само те замолам нешто. Те молам, службени коли сме овдека од фирмата, тука паркираме, остаја онде доле, ама вика пајакот крева. Јас ќе ти покажам каде не крева." Човекот се насмеа, ми кажа благодарам. Јас го однесов дека што треба, ја пикна колата и ми рече фала. Дали ме сваќате понекогаш колку е битен пристапот? Значи целта е остварена. Не ја пикај тука колата, јас ќе ти кажам каде. Ако го насочиш као наредба, ќе добиеш рефлекс. Да, те разбирам, но многу е важно сега за некои што се вика обични ежедневни работи, може тоа функционира, но во некој подруг контекст, може би љубезноста, како што се покажа нашава поблиска историја, може би не функционира на тој начин. Љубезноста не ја правиш кон политичарите, Сашо, љубезноста ја правиш кон народот. Народот треба да осети и тогаш тој што покажува лоши теми, тој што покажува лоши стандарди за државата и за општеството, тој нема да има простор и легитимитет. Знаеш зошто дуи и одредени партии имаат сила? Имаат гласачки квантитет. Имаат бројка. Каква таква имаат бројка и со таа бројка поставуваат услови. Еве ќе ти кажам пример. Да беше паметен, СДСМ не сакам да се трудам да ги, а поготово актуелно на струјот кој дојде Заев од пред 10 години, па и Ковачевски, не сакам да ги анализирам ради проста едноставна причина. Тие го издеформираа сето тоа што го има они како некаква идеологија, и го сведоа на контра од тоа што е десно ткиво, ВМРО-ДПМН и про-патриотско крило во Македонија. Што направија? До тоа ниво го извулгаризираа, што, како беше во песна на Славко Јаневски, ја ако лево тргнам, ти десно да одиш, они баш обратно. Сите што беа десно, они лево тргнаа по секоја цена. Заев имаше изјава: "Нас не ни личи као партија да бидеме патриоти." Пази, изјава на премиер. Зошто? Затоа што СДСМ и ВМРО направиле коалиција во Кичево. И тоа нив као социјалдемократи не им одговарало. Супер, токму ради тоа градоначалник таму ти е Фатмир Дехари. И сега доаѓа некој лик и па него го фали. Постапките се издеформирани. Постапките на одредени луѓе, какви ги манифестираат, после ги добиваме како фидбек во самото општество. ВМРО-ДПМН низ годините да беа паметни, интелигентни,
Сега како ќе биде социјализм, мисламе ќе биде многу поразличен, но низ годините да беа паметни, тие не мораа на високи политички функции како СДСМ што направи со Фатмир Битичи и со некои други што ги имаше функционери оние за диаспората, како се викаше, го заборев, не е битно, што ги интегрира во своето партиско ткиво. ВМРО ДПМН да беше паметен во своето владење, поготово на 2006-2017, сам ќе направеше селекција на квалитетни луѓе, сам. Затоа што кога водиш држава, имаш се, имаш момент кој имаш 62-63 пратеника, значи имаш апсолутна власт. Да беа паметни, ќе се електира во општеството луѓе кои се дури политички неконтаминирани. И ќе ставеа и турци, и роми, и албанци, и тогаш веќе ќе немаше аргумент на било кој да каже вие вашите, ние нашите. Затоа што ние сега се сведуваме во ситуација да државата е ден, имаме паралелен систем. Ние во медиумите имаме паралелизам. 27 вести и Алсат да не им текнеше да правят дебатна програма плюс за македонците или плюс за превод. Тие ќе беа еднонационални и ние немаше да живееме едни со други, ќе живеевме едни крај други. Ќе живееме паралелен систем. Зарем има некоја разлика сега? Има разлика во однесувањето на народот. Не, бидејќи преска ја спомнавте и Босна и тамо системот, поделеноста, паралелното општество, затоа го поставив ова прашање. Босна е еден јазик. Босна е еден јазик. Баш заради тоа, баш и поради тоа, каде сме еве во споредба со Босна, дали кај нас функционира тој паралелизам на општество поделено, на држава поделена, институции поделени, гледаме, затоа го спомнав прашањето, проблемот со директорката на инфективна, мислам дека беше, која што не го знае македонскиот службен јазик, има и еден куп други такви назначени од ДУ или некоја друга албанска партија кои што не го знаат македонскиот јазик. Што катастрофа? Значи, не ли води тоа во тој паралелизам, во таа... Апсолутно. Ама види како настанува тоа. Право на користење на јазик и право на имање етнички права и се. Јас го прифаќам, но не во ситуација каде што ти, пример, ако си дете албанче и живееш хипотетички еве во некоја средина што е поетнички чиста. Живееш во приградско село. Живееш, не знам во Кондово живееш, во Радуша, во Рачиново. Одиш во градинка на албански. Дури да има македонска паралелката со македонци јасли една, албанската друга. Само на врата, пред зграда може да се видиш со трајче, блери ми трајче, на улица може да се видат, во градинка не. Завршуваш градинка на албански. Тргнеш на школа, нулто оделение, 6 години. Ти прв пат контакт со македонскиот јазик имаш на 10 години, во 4-то оделение. Значи прв пат ти македонски јазик почнеш да го учиш факултивно 2 часа неделно на 10 години. Англиски учиш од 2-ро оделение. Јас имам внук од поубавата половина моја, има 6 години, веруjem ми во изговор и дикција подобро зборува англиски да не речем од македонски. Не да не речеш, него тоа е така, затоа што има многу деца, бидејќи ја начна темава, кои што совршено зборуваат англиски јазик, но затоа имаат проблеми со синтаксата на македонскиот јазик. И сега тоа е друго сложено прашање. Рачуне кога тој му е трет јазик. Рачуне кога му е трет јазик. Ако тој учи дома постојано албански и му е мајчин јазик, во школскиот систем и во градинка овој го оставаш неисконтактиран. Значи нема тој предмети на мајчин јазик, се му е на мајчин јазик. И тој со македонскиот се среќава дури на 10 години. 2 пати неделно и тој продолжува со образованието исто етнички и цепа така доаѓа средна школа. Средна школа повторно се јавува сегрегацијски. Значи ние, човече, имаш паралелки на албански јазик во средно музичко. Не знам дали знаеш. Чекај, во музичко. А јазикот на музиката е апстрактен. Во музичко. Универзален. Ама не имаш паралелни професори. Добро, да, разбрав него малку да. Паралелен ќе свириш виолина на албански, не ми е јасно. Или обраќањето е битно. И се тоа ми е малку, јас ова не го знаев, што е фарсично. Паралелен систем имаш. И нема ни заинтересиран, има тук таму некој запишен, али важно постои. Екзистира. И во ликовно се надевам дека ќе направат кајде, да бидеме малку саркастични. Да. И сега, тој доаѓа на факултет. И еве решава да не се запиши на УКИМ. Тој има опции, повторно етносегрегацијски. Имаш универзитет Мајка Тереза,
нов, во касарната сега се изгради го финишираат, иначе беше во синдикатите, низ град, го шета по школи, овоно не е битно, се е во Топанско поле, ке касарната. А го имаш државниот Тетовски универзитет и го имаш штул кој е англиски со јазикот кој ти треба, албански, турски или македонски. На албанецки се учи на албански, со делумно англиски. Имаш универзитетот на Мерко во Струга и имаш уште еден универзитет во Гостивар, приватен. Човек кој живее во таа средина, тој не да ги има права, да ги има сите права. Збори дома, збори во медиуми, збори кон институции, збори кон се. Доаѓа во ситуација да службениот државен јазик на државата не му е потребен. И сега, заради напливот на институции и заради изголемената моќ на политичките субјекти на македонските албанци, кои во голема мера доминираат со оваа сервилна владеачка структура на СДСМ, што се даде, што таа за себе задржа, не знам, 40% од власта. И се ти кој имаш 60% од власта, имаш, не знам, 1000 и нешто функции, и кој даеш 700, и овие веќе не знаат кај да стават човек, знаеш. И ти имаш во една ситуација каде што делбата нема изфрлено е од системот моментот на конкурс. Значи, еве јас ти кажувам наотворено, ова го знам, ова беше делумно така и во време на претходната власт на ВМРО, делумно, ама сега стана експлицитно од тука до Австралија. Што значи тоа? Се прави конкурс во институција и Сашо спремен вика, леле, ќе влезам тука, театар за деца и младинци, пример, ќе влезам и вика, немој, вика, на беса е даден, на дуи. Викаш, нели конкурс има као? А бе уживај, ама и се знаеш, значи првото нешто што се случува да те обесхрабра да подадеш документи. И ако подадеш документи, ти влегуваш во војна која не можеш да ја добиеш. Затоа што, пример, против кандидатот ти е со пусул чекартија. Не коментираме дали е добар или не, дали е писмен или не, дали исполнува услови или не. Поентата е што поентата на конкурсот е депласирана. Ти немаш конкурс. Значи, конкурсот е фиктивен, како и се што се прави во државата. И затоа јас кој некој ќе ме праша за закони ово, но викам, ние сме цареви за закони. Значи, ние ги имаме сите закони во оваа држава. Верувам, еве, Европа има проверувано, има правено, вика, Македонија во реформи, во ова е најнапред. Тоа не е мислење, тоа е факт. Поентата е што ние имаме карактерна фалинка кај луѓето, на специфични позиции да поставуваме луѓе кои се топат под притисок. Што значи тоа? Сашо Тасевски инспектор. Тоа ја не пишува казна. Ама Сашо треба да знае дека затоа што се плаши да пише казна, дека Сашо утре ќе одговара. И Сашо треба да одлучи. Или ќе си ја работи работата, или нека се повлече. Значи ти го ставаш Сашо да пишува казна, му се јавува Трајче, Блерим, Митко, не знам кој, и ој добро го забошотува. И прави некаква обланда, нештото да не се случи. А не свеќе дека он сноси одговорност. И сега што се прави? Ако не може со Сашо да се проба, Сашо ќе го... Како беше ситуацијата со оној господинот во пензија што отиде, што беше просветен инспектор? Да. Тој ги фати инфлагранте луѓе кои стекнува мандат во време доека не обавува функција. Во време доека, не знам, министер или пратеник или политичар, му пораснал ова го примиле направиле. Тој место да биде награден и да му се продолжи стажот или да му се даде, пошто е нели за пензионер, да му се даде политичка функција, која може до недоглед да ја тери до 100 години, човекот го нападна, го шиканира, го извреѓа, кривична му стегна прекршоча. Тоа ти покажува колку ти е изместен самиот систем и колку начинот на кој функционираме системот, самото општество ти е корумпирано. Корупцијата на општеството е слабите се здружуваат за да го победат силниот. И ти можеш да биш Чак Норис, ама ако се затоберат 30 луѓе, ки степаш тројца, ки степаш 5 мина, 10. 30 ќе те фатат, ќе те поклопат на крајот. Така да ние создадовме во задниве 30 на години, што претходно го имавме како некакво југословенско наследство, криво насадено, да бираме погрешни идоли. Вчера правев муавет со еден чичко, 70 на години, општествено-политички ветеран, сега работи обична работа, не е битно. И јас му викам, знаеш ли, викам, што е проблемот кај нас? Што? Тебе ќе ти се засвиѓа некој човек, ќе обендисаш. Алек ќе ти се свиѓа Сашо, кажеш, дај да го истуркаме човекот. И ќе се здружите постари, поискусни луѓе што имате лоби група, некаква моќ нешто и ќе кажете, дај бе Сашо да го ставиме, Сашо ќе опре работата. И ќе се сложат. Проблемот знаеш кој настанува?
Кога тие утре ќе направат недело, не очекуваат дека и тие ќе одговарат. Тие мислат, па ние те ставивме. Да, ама нели ме ставивте за да ја средам работа, така? И посега, зошто вие ме корумпирате? Зошто вие ме корумпирате? Вие бара... Абе, само уште внука ми и детето, нека влезе овој... Ме разбираш? И сега, кога ти градиш таков систем, дека само уште овој, само уште оној, немаш систем. Градиш зграда, тенда ставил, доградил, преградил и после се жалиш, ама нека одат инспекциите во Чаир. Стариот Муаве, знаеш. А добро, на другите места како е? Исто е, нема разлика, само вамо е со поише шлиф. Овој поише пари направил, поубаво направил со тенда, со ова. Овој поселјачки чадор ставил и маси наредил. Значи, ние немаме практицирање на право. Ние немаме... Еден прави собрекај, оној ја куби за коса, му дават 5 години затвор, ја убива човек, 2 години му дават. Америчкиот систем, знаеш што има? Повикување на случај. Значи, во Америка имаш случај кај што се повикуваш. Случај Тасевски против Петровски. 2 години, поише од 2 не можеш да даеш, пошто тоа е критериумот. Кај нас имаш од до. И сега наводно ете така во одредени процеси се повикуваат на некои судски пресуди на во европски судови, во нели тамо што се па гледаат да горе-доле да задржат таа компаративно со одреден случај што бил тамо да се спроведе. Тука мене ми се случи баш тоа кога еден... За клевета? Да, за клевета. Тоа се случи затоа што судијата кој исто, мислам, беше албанец, но се повика на пресуди од некој од Европски суд и едноставно бев ослободен од тужбата на Канзуров во тоа време кој ме тужеше за некоја клевета што не постоеше. Иако да знаеш една работа, имаше пример во Австрија пред некоја година, наш државјанин, не знам од која етничка припадност, не е ни битно, објавил на Facebook свастика и нешто навредил роми, човекот си доби години и пол затвор. Така е и во европските држави. Германија, да кажеме, знаеме дека е тоа така, дека се санкционира секоја символизирање, секое повикување, нели, на воскреснување обиди на нацизмот, на тоа. Но генерално тоа, како да кажам, тоа се веројатно некои плацебо ефекти што се практикуваат во одредени случаи, но генерално општеството се, ајде како да кажам, тие општества се повеќе се нацифицираат на некој начин во смисла дека екстремната десница јакне. Да не шириме тамо тема, ова ми беше муабето тебе сам кажа дека ги имаме законите, имаме све, но веројатно не ги спроведуваме. Мерит нема. Да, нема нели мерит, нема, кај нас е све по партиски клуч или етнички клуч или роднински врски, непотизам и така натаму. Но знаеме, еве сега јас можам да ти кажам што е причината за тоа, можеме и менталитетот да го споменеме, дека имаме менталитет таков каков што имаме, но мене повеќе ме интересира затоа што еве ги детектира проблемите од каде доаѓа, што да е, Чаре? Рез кој ќе боли. Рез кој види, промена на власт повеќе од очигледно дека ќе има. Сега битката во моментот се води за тоа дали во власта ќе остане и Дуј. Реално јас мислам дека по секоја цена не треба да остане. По секоја цена, дури да треба да не се формира власт, затоа што таа политичка структура мора да одмори. Две држави имале подолго една владеачка партија, Јапонија имаше таква, и влијание на таа една политичка партија во Јапонија... Сталин, веројатно. Не, втората Шведска. Социјалдемократите во Шведска, која на народот му пукна филм од цели енклави на имигранти, затоа што баш тие две социјалдемократски политики кои се водеа во Шведска и во Јапонија доведоа до од пример популациона политика до тоа да Јапонија од земја која се претендираше да би 150 милиона, сега е 130, се предвидува дека до 2060 ќе има само 80 милиона. Цели градови се празнат во Јапонија, затоа што не само што немаат основна репродукција со едно или две деца, имаат 0 деца и не планираат да имаат, а плюс не прават доселување на население, затоа што јапонците колку се проамерикански, толку се и националисти, шовинисти, не прифаќаат гајџин или кокуџин, да им доаѓаат луѓе од страна. Така да луѓето кои мислат дека јапонците се многу технолошки средени со машини, не ги справат тие машини за се земање со машина затоа што техниката им е напред, него нема кој да работи.
Сега, каде е проблемот? Кога имаш партија што 22 години владее, колку сака она да ги меша кадрите, кадрите се тие. Че јас знам со сигурност ситуација кај што они и шуто и рогато се спремни да стават без капацитет. Значи, има диплома, вика. Ама ако има диплома, треба плата да вади, а не да биде менаџер или директор. Па така, после се договорија, нели, кој да се без, дали ВМРО со ДУИ, дали СДСМ со ДУИ, се договорија наш со ваш. Па ти не гледаш дека заменик директорот или заменик министерот е понапред од другиот, кога на едно место ќе стават бос човек, знаеш. И тоа се случува. Ние се доведовме да бидеме држава на квоти. Едно од најголемите фашистички работи кај на што се донесе беше балансерот. Балансер е идиотизам невиден. Значи, услов за вработување да е етничка припадност е, како ти кажам, расизам. Расизам кон било кого. Значи, ти негде ќе влезеш само ради твојата, ти можеш да ставиш, тоа суптилно да го изиграш. Ставиш познавање на јазик. И да кажеш, на оваа позиција се прима тоа, стручни квалификации и се бара одлично познавање на албански јазик. Сега кај настанува и така ќе биде пореално, така ќе биде пообјективно. Знаеш зашто? Па колку реално македонци познаваат течно албански јазик или колку турци познаваат албански. Тоа да, но дали е тоа решение на проблемиве што ги зборуваме, веројатно не е. Не, но затоа што е само тоа сакам да ти кажам, маска за која што пак ќе се промовира, протажира некој. Да, по секој етничкиот клуч. Ете така. Но сега каква фарса се случува? Сега се случува, пример, у пожарна да се примат турци и албанци, а сите се македонци. Затоа што меѓу албанците нема желба пожарникари да бидат. Или нема желба по институциите чистачки да бидат, разбираш? Од друга страна, во други институции... Затоа што загарантирано име од дуи директорски места. Нема зашто да бидат чистачки например, или пожарникари. Па и ради оние традиции, мажот работи, жената не, или мојата жена ќе биде администрација, нема да биде хигиеничар. Да може повеќе се попалење пожари отколку погасење, може и тоа да има. Можно е. Да. Главната поента која е? Што само се искреира елити кои не се етнички, него се клановски. Зошто? Јас не знам колку се движиш, јас сум човек кој се уште е на ниво и на чаршија, и на чаир, и на тој дел од град. Обичниот народ нема никаков бенефит од тоа што елитите на Беса, на ДУИ, на Алтернатива, на Алијанса, на движење на овој, на оној, колку се направи, и они се гледаш разделија, порано се знаеше. ДПА, ПДП, после ДУИ, ДПА. Значи, се знаеше кај. Они покажаа како етникум во Македонија покажаа многу поголем демократски капацитет да се менуваат. Значи, кај нив брендовите не значат ништо, ниту ДУИ не значи ништо. Ево сам најотворено ќе ти кажам, во други емисии го имам спомнато, сега ќе повторам. Нема Али Ахмети, нема ДУИ, знаеш. Значи, на ДУИ врзивното ткиво е Али Ахмети. Без Али Ахмети тоа ткиво не функционира. Кој од тие кои претендира да го завземе, нема да ја задржи, затоа што они имаат Кумановско-Липковски крај, имаат Скопско крило, кој е чаир заедно со Сарај, имаат Тетовци, имаат Гостиварци, имаат Кичевци, имаат Стружани. Другите негде флуктуираат кон некого, кај има како енклави, нели, во Велешко, Битолско, Пласница, Долнени, но не функционираат како еден систем. Извини, ќе те прекинам. Да. Не мислиш дека поголемо врзно ткиво меѓу албанците решавањето или реализацијата на нивното албанско прашање на Балканот? Види. Оти Али Ахмети е сепак индивидуа, утре нема да биде Али, ќе биде... Едно тоа што им се кажа, дека променување на етнички граници и на граници на држави дека веќе нема. Но бевме сведоци дека границите се менуваат. Не. После тоа. Значи, после завршување 2001 се види дека со Србија не може да функционира, тоа беше последна поделба и беше речено ова ќе остане вака. Мислам дека она што претходната структура на ВМРО ДПМН, некои ликови се, кој пресекол, кој одлучил, не ја видоа визијата дека некои работи треба да се истуркаат. Јас сум прв кој е против промена на име. Во секој аспект. Сето ова што се случи е силување на Македонија на македонскиот народ. Но од денешна перспектива, во 2024, осте 2008 како беше, еве 2012-13, кога беа првите притисоци и репресии кон тогашната структура на ВМРО ДПМН. Од денешна гледна точка, еве тебе те прашувам, ги прашувам и гледачите, ги прашувам и тука другите во студиото. Дали немаше би попаметно
без оглед дали е за севкупну потреба, иако понудата беше само во пасош и овуна, ама еви за севкупну потреба да беше. Дали немаше би подобро да имаме Република Македонија во заграда Скопје? Со самото тоа што политичките гарнитури, не ги двојам, од македонскиот блок, влегле во таква авантура да преговараат за нешто, за името конкретно, за една таква важна работа, автоматски ти влегуваш во барабанот на оние кои што сакаат да ти го сменат идентитетот, или да те уценат, или да ти постават ултиматум. Така што мене од денешен аспект, тие муабети, зарем не беше подобро ова, зарем не беше подобро овој предлог, оној предлог. Се малку депласирани. Да, затоа што генерално држава која што има, како да кажам, рефлекс за самоодржување, за ова, би требало во старт да ги отфрли. Не, да ги предпостави на мерите на околните држави или некои поголеми стратешки партнери, во старт да постави граници. Мислам дека ние тука ја сгрешивме работата и затоа најмногу на прашање ми на почеток ми дојде како се случи да дозволиме толку многу отстапки во овие 30 години. Еве сега ти објаснам. 2012-2013 година странци имаше, зборува дипломат странски, американски, и мисионери, некои кои зборува на тема на абортус, десничари. И бевме на турнеја низ Македонија, имав својство на преведувач. Се воземе во ние джипоине со 3 реда, што се нели. Шофер пуше 2 клупи. И бевме низ Македонија, јас многу потресни приказни слушнав, она. Се испостави после дека сите тие што кенкаат за или против абортус, затоа ти викам екстремите не се добри, значи целосна забрана и не давање е глупост, ама целосна либерализација е идиотизам. Нели сите викаат право силувани, па малолетнички, после статистиката искочи дека најголем дел од жените кои абортираат се во брак имаат ни едно или едно дете. Значи ретко сингл девојчиња на 16-18 години. Воглавом жените кои прават абортус се во брак, имаат едно или нула деца. И прилично потресни приказни во живо слушнав во тој момент, на разноразни теми. Бев неколку дена заедно и бевме во Охрид, Битола, Прилеп, после бев Пробиштип, Штип, не знам неколку града јас каде што присуствував. И докато се возевме со американецот, правевме нешто муабет. И тој знаеш што рече, вика, ова со името, вика, вие ќе мора да попуштите. И како, дали сте нормален, како да попуштиме, нема шанс. Тој вика вака, во преговарањето, вика, и во дипломатијата, вика, има едно правило. Секогаш таму кај што е полесно да се притисне, таму се притиска. Вие ќе имате проблеми со Бугарија, ме вика. Добро. Грција има 90% став дека вашето мора да се реши на овој начин. Бугарија има 85-90% став. Кај вас знаете како е? 80% од македонци, како и сега, нели? Против бугарскиот договор, францускиот. 80% македонци се против. 80% македонци се 45% од народот. И вика, ти ги имаш сите немакедонци, кои ние ќе ги кандисаме на овој или на начин, и ја имаш оваа маса на македонци, која не е проблем. Значи, ние имаме, како беше српското, проблем со собом. Ние не створивме национално единство како нација Македонија. Се возам јас еднаш лет, бев за Ирска, летав преку Будимпешта со Малев тогаш, 20 на години, и цариникот му вика, бла, му преведува на старец. И вика, јас сум албанец. Вади македонски пасош. И му вика, па зошто имаш македонски пасош? Ме разбирате, значи ние во системот кај нас заборавивме да детерминираме држава и припадност кон државата и етничка припадност или дел од народ. Што сакам со тоа да кажам? Кај нас, јас како етнолог би можел тоа да го кажам, вика, тоа е по националност. Не по националност, сите сте македонци. Или поново граѓани на Република Северна Македонија. Не го почнавме процесот на градење на нација. Или може го почнавме, но на самиот старт го напуштивме. Или напуштивме под притисок и дозволивме разноразни и служби, и структури, и влијанија, затоа што не си ја заштитивме самите
нацијата, а нацијата е секоја една единка во државата, да доаѓаме да имаме поголеми турци во Македонија него во Турција, па да прато биче и па шо во турчино дека доаѓа од Турција се смее, гледа чудно му е. Знаеш, најфрлени на страна кој остана како и секогаш? Ромите. Ромите ти се лојалните граѓани на оваа држава, а ги напаѓаат сите. Ромите се најнапаѓани од сите. Па ти символот на Македонија и на македонската музика ти е Есма Реджепова. Тебе во српската музичка сцена најголемите пејачи... Да, но извини, без никаков напад, не сакам да ги нападнам ромите, но исправиме ако грешам, но беа исто како добро искористени кога беше гласањето за промена на името. Апсолутно, така, но од политичари. Ова пак преска ти што го кажа дека ги искористуваат, имаат начин овие другиве како да ги придобиеме, освен македонциве кои што се против ова, против она, но сам кажа, имаме начин како што ти рекол американецот, како да ги кандисаме. И тоа го направи. Ова го спомнав чисто во контекст на тоа што рече апропо лојалноста, значи не можеш ни тука граници, човек не може да одреди затоа што нивниот глас се злоупотребува во многу ситуации. Бројчено ромско население во Македонија има многу повеќе него на статистика, да знаеш. Значи ако гледаш на статистика има 40-50 000, смешно како 40-50 000, потентни се тие. Најмногу се размножуваат, најмногу деца има, и се иселуваат, но ги има. Поентата е што со тек на време, ради придобивки, во одредени средини, тие се пишуваат турци, неретко се пишуваат македонци, се пишуваат албанци. Зошто? Затоа што се маргинализирани општествено. Ние кај нас имавме деката на ромите, единствено нешто големо што се направи, во Шуто Ризари се изгради средно училиште, што е прекрасно. И таму ако видиш, ако си малку објективен како човек, не ти мислам, се вкупната популација ќе види дека тие деца се трудат, се борат и гледат, барат начин на успех. Но де факто ромите во Македонија не може да се повикат на друга држава. На што ќе се повика? На Индија? На Пакистан? Или некој што вика, нели, апропо во периодот во Охридско, кај што викаат посебна нација египтјани. Тоа е нели од египци, што доаѓа, ама добро, нека бидат египтјани. Може би дошле од, кажи го, од Египет. Да. Па може се, не знаеме, јас не ќем да бидам тенденциозен. Кои да се вртат? Роми од Романија? Па нели власите се од Романија, сега ќе искочи дека едно исто. Така да, не можеш да ги канализираш и земи низ призма на општество. Ние токму тој етникум во Македонија не е ко порано, ние порано Јуснија Реджепова имавме, и овој кажи го Муарем Сербезовски го имаме во Србија, Јашар Ахмедовски, Ипче, овој кажи го Џејра Мадановски. Добро, тоа не е спорно. Ама тие се на таа сцена, не се тука. И тие творат на српски. Зошто не на македонски? Зошто? Затоа што не си го прифатил, не си го интегрирал. Него пашиоративно го навредуваш и овој прави свое гето, приказна за себе. Ме разбираш? Значи ние толку многу обседнати од репресијата порано, бугари, срби, турци, овие, и се ние покажуваме сила на овие најутепаните, најслабите. Прифати го како свој, тој е дел од нацијата, не дел од народот. Не мора да се мешаш, не ја давај керката или синти ако не икеш. Ако си, ме разбира, но прифати го како дел од, немој подценувачки. И него го каже, абе тој смрди, нечини, сирома, ти нема, дај му шанса. Има паметни деца кои ова општество ги изнедрува, и успева да се интегрираат во системот, ама на крајот, кога ќе видиш какви сопки, какви сплетки, какви се, пак на крајот бегаат луѓето во странство. И остануваат само тие во државава, општествено интегрираните, збориме пред се македонците и оние што ќе покажат сила. Ти имаш ист случај со населението кој ние го нарекуваме торбеши. Или македонци муслимани, и овој ти вика. Македонци со муслиманска вероисповест. А зошто вика ми го кажуваш тоа? Еве јас како етнолог имам истражувано на тие самите се кажуваат македонци. Ама зошто ти да му јас знаеш што викам, зошто му гледаш во гајките? А ти шо си, Сашо Тасевски? Македонец со православна вероисповест. Шо ти е гајле, каква вероисповест е? Шо ти е гајле? Да. А он шо е? Трајче атеистот? Глуп му, че зошто потенцираш нешто што не е твоја работа, тоа е интима. Тоа е интима, дури религиското приваѓа интима. Ама Хасан се викал, дедо му го крстил, што да прави? Он може син му ќе го крсти Горан.
Нели е тоа дел од агендата divide et impere или раздели па владај, ако некој Апсолутно. филјан човек, еве спомна некој американец во една Да. пригода ти го кажа Ето тоа, така. со самото тоа што вели, окей, вие сте ни проблем, 80% од македонците не ќе помена име, не ќе тоа, не ќе тоа. Ама ќе најме Но 55. ние ќе најдеме 20% од бошњаци, така. 50% од роми, од албанци 90%, Ете. ова, кои што кој ќе дојде моментот да се гласа против нешто што македонците органски не го трпат, не го сакаат, овие ќе гласаат за тоа. Да. Ете, оно што велиш ти малце ја сврте се тоа, како би го рекол, она во Америка е познато како некој обратен расизам. Понекогаш сами себе се посипуваме со пепел, ние сме биле тие кои што правеле репресија, ние ова, ние она. Може би имало и такви Добро. ситуации, не ги негирам, апсолутно. Но еве, дојде време за вратка, изгледа. Да. Да. И ете го продлабочување на јазот Да. во делбата која што уште е актуелна и се Да. продлабочува и така натаму. За тоа преска те прашав, јас пак на ти вака, Да, да, слободно. еве, да кажеме ќе се промени власта, за каков поточно рез сакаше да кажеш вчера? Од кој тип, од кој формат би бил тој рез? Како Рез на тој рез би неспособни, изгледал? рез на неспособни и рез на корумпирани. Кај нас, види, моментално, знаеш ли во Европска унија која држава има најголем раст? Романија. Романија, знаеш што се случуваше во задниве 30 години во Романија, поготово задниве 20 години откога се во Европска унија? Од 2004 кога влегува со Бугарија. Два пати имаш и Моника Макове, имаше и таа една друга жени вампирки ставаа таму кои палат гасат и испозатворија пола луѓе таму. Да, и кога почнаа да чепкаат по тие најголемите риби во водата, ги повлекоа во разни Во Европска европски унија. институции колку да ги тргнат. Ама после 3 до 5 години пак нови најдоа, пак нови изнедрија. Пак нови ликови што ќе плаќаат мајч. Човече, оној од Влашко потекло од Македонија што е газдата на Стела Букурешт. Джиджи Бекали, наш човек од тука. Джиджи Бекали е од Крушевчанец потекло. Да. Го растурија Джиджи Бекали. Стела не постои. Се има нов клуб формираше од Да, ново да. кој се вика ФКСЦБ Да, скратен. да, Нема. ФССБ. Да, ама тоа е затоа што он вешт. Ама не значи дека не му наплатија, не значи дека не го распалија. Јас во Романија бев прв пат, во Букурешт поготово, неколку недели после атентатот на Џинџич, пред 20 години. И бев на некој студентско патување, немаше како да стигнеме до Букурешт, културна размена, земавме Балкан Флекси пак с карти, 99% од народот не знае, тоа да знаете за кикирики парија може да патувате од Босна и Хрватска до Турција, 5 дена активни возења имате, нашите железници на 30 години кријат за такви карти, а тие се за студенти. Ќе купуваш карта Сашо која вреди 100 евра. И можеш да се убиеш во возење еден месец за една карта. Во Србија ја рекламираат, Ќе го имам тоа во предвид само пасош да извадам. тоа е за млади, не ги спомнуваш условите, ама како и да е. Само да ти кажам, за еден млад дечко да си, јас тоаш 20 кусур години, не ја рекламира. Јас морав да барам да ми ја дадат кај нас, за да можам да извадам. Јас сосема случајно ја дознав од Грк. Картата се вика Балкан Флексипас. 5 активни дена, во тие 5 дена од сабајле до вечер, кај ќе извозиш, без пари тие. И се возиш ти Скопје до Белград, застануваш во Белград, шеташ 5 сати у Белград, се качуваш на воз до Букурешт. Еден ден. После Букурешт, Истанбул. И седиш 5 дена во Истанбул. Ме разбираш? Значи, поентата што е, стигна во Романија ни бара рушвет. Во воз. Ни бара по 6 евра од човек, за да не остајале во втора класа. Станав, си отидовме во она. Јас не прифатив да дам рушвет. Имам кам карта во она. Не, вика, мора да имате резервации. Не е точно, викам, нека мора. И се карам. Ке ве слезиме од воз. Сите деца уплашени, бевме 13 души, почна пари ја собират. Не им даваме пари, готово. Јас не дозволив. Значи, карта сум платил, немам намера 6 евра да ти дам. Каква е таа резервација, човече? Лажеш. Не начека, деца сака не. Тоа во Романија веќе денес го немаш. Патував, имам патувано на кај Албанија, на кај Косово, порано. Границата пред 10 години помеѓу Албанија и Црна Гора. Метални контейнери беа, човече, крш беше кал, смрдено гнасто, ја имам патувано, знам, сум гледал. Последен пат пред 5-6 години кога патував таму имаш заеднички граничен премен, кружен еден ваков, како бензинската во Охрид што е на Макпетрол, со некако чадор вака и кружен е. Лудило имаат граничен премен помеѓу Албанија и Црна Гора.
не ме сваќате погрешно. Немој сега да мислиш дека јас ги фалам нешто Црна Гора, Албанија, Косово. Не, зошто Не е да прашање помислам? Па на и да фалба. ги фалиш, Не е се, прашање не на фалба. Бедотијата, знаеш која е? Ние на сите тие утепани, дезорганизирани држави им бегавме, тие се крена, ние потонавме. Срце ме боли. И кога ќе ми каже некој од актуелна власт, ние мораме во Европа побрзо за да има ред. Точно е, ние во Европа мораме побрзо, ама нема да има ред ради Европа. Проблемот во Македонија не е дали сме или не сме во Европа. Поентата е што Европа поддржува клошари, лопови и хиени кај нас, кои само купуваат време за да испокрадат се што може. После кога ќе се тргнеле, Европа нека средела. Европа не средува. Ти мораш да имаш човек внатре. Еве ги, пак да не бидам погрешно сватен, да не испадне ка Србија ја фалам. Не се во Европа. Заглавени им се преговорите. Вучич најлош на свет бил, нели? Ја продал државата, го продал Косово, све продал. Извини. Се гребевме вакцини од него. Автопад направи Грделичка Кристула, ништо кај што не проаѓа. Брза железница. Сега бев за Ниш. Да. То не е автопат, то не е писта, ама низ Косово исто не е. 80 се вози, ама таму порано 40 се возеше. Гинеа луѓе. С Грделичка Значи, Кристула. со 80 се вози, не е право ко пушка, вака е цик-цак. Бев до Ниш, сега бев пред 2-3 недели. Писта е, човече. Болници изгради. Сега види, не го направи тоа што ми е најголем филм на сите. Не им направи стадион. Еве, ние имаме стадион. Ама ни в државата им е понапред, разбираш? Значи, ајде да бидеме малку реални. Тука ако веќе спомна стадиони, ќе ти оспорам, мислам, погледни ги стадионите во Српска прва и втора лига, тоа се бомбони направени со парите од УЕФА, мислам, у втора лига има клубови кај што имаат стадиони што изгледаат како англиски, не со само со помал Ќе се капацитет. сложам, Кај нас се како ливади за Ливади, пасање. ама види се, види, може, еве, малку издвоивме за фудбал, ќе кажеме на кратко. Јас сум голем љубител на тоа и со спорт, ајде да не влегуваме во минатото околу спортските работи. Ние знаеш кај го уништивме спортот, кој ти кажав дрво на криво насадено? На кој клуб во Македонија му е даден стадионот 90-та или 2000-та година? Кој клуб во Македонија, освен тогаш Рафет Муминовиќ, кога го зема цел стадион на Балкан, тоа беше на Балкан стадион, го зема на Слога Југомагнат. Слога Југомагнат како клуб не постои. Па и Балкан не постои. И Балкан, тој беше на Рафет после, Да. и Единство не постои, тоа беа Единство 3 не клуба постои, на да. тој стадион. Рафет го задржа објектот. Подоцна се формираше клуб Ал Барса, кој се спои со Прилепско Корзо и сега е клубот Шкупи. Извинете комши од Чаир што ќе се наљутите, ама Слога Југомагнат не е Шкупи, нема континуитет од 21 година, сад не се љутете и не правите споредба помеѓу Вардар и Миравци, затоа што Вардар и Миравци се споја реално. Слога престана да постои, а сегашниот ФК Шкупи е спојка на Ал Барса и Корзо од Прилеп. Рафет, иако веќе го нема клубот Слога Југомагнат, го задржа стадионот, се инвестира, се направи и тој е единствен стадион на кој на собствени на клуб е даден и ставен во функција. Пелистер не го поседува стадионот, ама Пелистер сега стана општински клуб, па се направи нешто, отеневачите 10 години протестира сакаме стадион. И Битола добија каков таков стадион со најверна публика. Победа како клуб, таа победа не постои, оваа победа е нова, се уништи фудбалот таму, ради спонзори, ради било што, стадионот е полунапрен, иако најградски. Ацуле беше последниот За славен Брчанец. председател Така е, и Хари Хаджиристевски. Добро, Хари после дојде после. Тој му беше подпредседател Да, на Хари, да. на Ацуле за Брчанец, па излезе од таму и ја превзеде федерацијата, така, Пионир Промет, нели, газдат. Кој во Македонија бе Сашо поседува стадион? Па еве, на Беласица Пинда го држим, Беласица е просечен клуб. Просечен е се мачи, втора лига, ово, надали. Кој друг? Ти имаш клубови, човече, ФК Куманово, град голем не постои. Охрид нема негов стадион, тој е на Билјанин извори на комплексот. Струга Караорман, кај е Караорман? Сега игра таму Струга 3 милиум. Немаш, погледнете само првата лига кои се во првите 5 екипи во првенството што завршуваат. И знаеш кој искочи најголем? Од денешна гледна точка, најнапаѓаниот, Силекс. Силекс покаже единствен континуитет.
Силекс испадна дека единствен кој знае што прави, а ние нели во 90-тите како генерација имавме одбојност ради Дзинго, ради ово, она. Па да, ма обично е така, тоа историјата покажа оној кој што е председател на федерација, градот од кај што доаѓа или клубовите по етнички клуч што се блиски на неговиот етнос, обично стануваат шампиони, нели? Тоа е правилно, не пише. Да, но еве се испостави дека Силекс сепак функционира со добре, со други Добро, да, окей, да. Значи, што направи они? Они прибираат фудбалерчиња од североистокот, Паланка, Кратово, Куманово, Штип, значи што се блиску, ги плаќаат колку што им е капацитетот, земаат 5 до 6 фудбалери од српска прва и втора лига и они се стално средина. Некојши во Европа искачат. И они реално тоа им е бизнис, разбираш? Добро, ми го сврте возов по шиниве према фудбал. Према фудбалов. Ајде да се враќаме. Да се вратиме на темава. Ајде. Вчера или кога беше вчера ги објавија листите на председателски кандидати, оние кои што успеа да го земат нели 10.000 гласови, да го поминат тој услов, да кажеме прак. Видовме дека добро Гордана Давкова Силјановска е представникот за кандидатот за председател на ВМРО ДПМН, Таравари е, нели, Бујар Османи е туи, Стево е на СДС, Максим и Стефчо Јакимовски. Да. Мислам дека уште една добра кандидатура. И Левица Ванковска. Ванковска, така е, Ванковска заборавив. Твој вака сега кога веќе ги имаме овие главните претенденти за функцијата нов председател на Македонија, твои мислења ме интересира како гледаш на тие избори, кои според тебе ќе се најголеми кандидати, ќе влезат во на финале, во на присудна борба за позиција? Прво е да видиме кои се на кратко причините на многу од нив за кандидирање. Левица на претходните локални избори изигра една многу паметна тактика. Не ги гореше кадрите да се кандидираат за градоначалници, затоа што реално не можеа да добијат. Перо Камиказе им беше добар момент, направи таму Буќкуриш, крена фама своевидна и придонесе, што е за почитување да падне Шилегов, нешто особено јас се радувам. Еден од, според мене, најантипатичните луѓе во политиката, најарогантни, е со момент на Бујар Османи, на кој ќе нападна да би пасив-агресив. Глумење на жртва, значи човек кој е нападен, дрзок, безобразен, а после глуми жртва. Еден од, пак ќе кажам, еден од луѓето со кој ќе слушнам као збори или као настапува со најнегативна енергија која испраќа, лоша вибрација, така да среќа сум не Данела, као ти кажам, кој сака нека го избере, а само тој да паднеше. Јас на тоа се радувам. Плюс затоа што тераше оне бас рапид систем, тој глупост невидена, извинете што дефокусирам, али бас рапид системот за Скопје е таква моронштина, ти место да се потрудиш луѓето од приградските делови, значи од Петровец, Ржаничино, Трубарево, брзо да ги донесиш во Скопје, овој ќе правил брза автобуска линија по средишен дел, ќе ги сечел сите дрва и ќе оде од Новолисиче до Карпош. Па таму брзо оди со брега, таму е најбрз. Тој живот изгледа у Чаир не отишол. Стигни од Битпазар, стигни до Џон Кенеди, у 3 сат ти треба 1 сат. Ти немаш проблем ти по Партизански, по Јане Сандански да одиш. И таму кај што нема проблем, он таму сакаше брз автобус да прави. Па затоа се ваму 2000 квадрати станот, а ваму е 700. Значи поголема глупост нема. И за него се радувам. Сега, се враќаме возот на шините. Значи, Левица им требаше да изведат кандидат за председателскиве, за да ги легитимира 2 недели порано, за да повлече гласови. Хипотетички, ако Ванковска повлече 3-40.000 гласа, 50.000 гласа, тоа ќе биде иницијален момент за нив да повлечат уште толку и нешто плюс, за да освојат повеќе пратеници. Така да нив им беше потребен некаков јавен кандидат, кој има јавен дискус. Ванковска важи као човек кој е критичар на било која јавност, проба една сама да се кандидира, кој 20-30.000 лајка на Facebook и да проба собери подписи, 2-3.000 собери, па се разочара, нели?
ама тогаш мислам дека свати дека Facebook поддршка и реална поддршка не е иста. Еве сега партија застана за Тоа е нејзин. на еден друг кандидат што не ги собра подписите, му го кажав дека Facebook лайковите многу лажат. Поготоа кај жени. Добро се. Не знам. Не е тоа шовинизам, Да. без оглед дали е млада или возрастна или било кој, тенденцијата на додворување кон женска популација, ако ја видите низ призма на Facebook, секој е Можно поголем. е, да, не сум го истражувал Да, тоа. тоа има, long story. Не е битно. Значи, Ванковска е таа која реално во моментот треба да ги факторизира одредени идеи, кои се ван мејнстрим размислувањата на повеќето други кандидати, и да ја спреми 2 недели унапред, да кажеме, партијата Главната борба, за за главната борба, но и да им даде леверидж, нели, сметка за ценкање со едни или со други, за тоа што би барале за испорачување ако ги редиректира нивните гласови во тој правец. Истата ситуација е кај еден Максим Димитриевски. Максим Димитриевски е де факто ткиво, извлечено од страна пак овој пат, од страна, иако левица претендира со гласови лево Од и кого мислите го извлекоа како адут? Кој го извлече како адут Максим Бранко? Па сосема можно. Види, ке Максо големата, знаеш кога настана? Ке Максо големата настана кога веќе почнаа некои работи да одат тумач околу предавање, кај човекот има патриотска жичка, Нема збор. де факто. Мислам дека она попуштање што беше за промена на устав првото, он влезе во таа игра, после свати дека не оди, и мислам дека тенденцијата он целосно да излезе од тој филм е кога се свати дека не се знае дали ќе му дадат шанса за втор мандат. Тој претходно и кај ЦИЦ работеше, нели беше претседавач на Совет и се, значи човеков една локална политика се има себе си факторизирано и сега е логично човек кој иако не се случувала неговата власт или било што, терал по свое, работел, давал за народот и ти сега го ставаш 5 до 12 пред свршен чин, нешто слично како Стефчо со СДС 2013 кога он отиде со Драгиша Милетич, нели со подпис, Да. па сепак тепа на избори во Карбаш. И Максо тоа го свати лично. Сега, ај што се кандидираше сам. СДС тоа можеше внатре системски посуптилно да го изигра. Пуште, као што мање више пример ВМРО го изигра тоа со Митко Јанчев. Митко Јанчев за многу работи не се согласуваше со раководство. Тераше и не, продаваше, дури имаше некои многу глупи изјави, иако јас пак ќе кажам, ко бизнисмен и ко градоначелник многу го почитувам, но за некои работи треба да молчи затоа што и не знам, Нема капацитет. тресе зелени, Да. знаеш. А јас као рмбач, као организатор, као менаџер, многу го почитувам. ВМРО тоа го свати, ВМРО не се осмели да кандидира некој трет, ке беше глупост. ВМРО му даде уште еден мандат, човекот гладко си тепа изгази таму. СДС го доведе тоа на лична основа и му го прати оној Оливер од Водоводот, кој црна гуја, кој болдрик лик, кој му праја таква антико, човече го апсеа, човече, негова политичка партија го апсеа, го приведува, со камери го снима. И таков еден негативен впечаток кон СДС се створи, па го прогласија за предавник, па што све не, тоа што му го направи и на крајот човекот тепа, беше логично дека ќе се случи, човекот се издвои, сега он си води своја политика, не мислам дека ќе биде понтонски мост како НСДП, затоа што НСДП еве се растури со Тито, 2006 освои 6 пратеника, влезе со ВМРО, после 2 години ВМРО нив ги шутна, овие се залепија ко привезок до СДС. Кон И со- природниот сојузник. Ко природ, и сега тие малце ми се смешни ко лик, знаеш, со овој кажи го со Мисовски, со Мираковска, со останати. Знаеш, ти вика НСДП, што е НСДП? Со децении пливаат тука, во тие води. И стално ги има, да. Да. Не, ама смешно, знаеш зошто ми е? Тие се 16 години коалиција со СДСМ. Изборим нема, знаеш. И тие беа партија која имаше расти 50.000 гласов своја. Имаше едно време да Значи има и млади прогресивни луѓе, јас имам, ти викам, еве, добро ме држи мозокот, добро сеќавање имам, јас ликови денес кои се во други партии, кои се прилично јаки, беа во НСДП како забрефтани волци, то сериозни, не беа ни СДСовци, не беа ни ВМРО-овци, него беа луѓе со некаква матрица, нешто центар, лева, знаеш, има. Ги изгубија сите нив, си останаа тие горе неколку во структурата, ги има оние 100-200 луѓе што се појавуваат на настани од една сала да наполнат и тоа е тоа. Тие да излезат сега на избори, нема 2000 гласа да освојат. Сами да излезат. И сега, Максо е таа втора ситуација. Стефче,
За Стефче интересно, Стефче јас мислам дека за сериозен човек од свој 60 и нешто години, или пред пензија работна, и со човек со над 30 години политичка кариера, јас сваќам дека он можеби од структурата на опозицијата бил сватен као непожелен, ама не непожелен општествено политички, него непожелен како експонент во прв план, што до негде треба да се свати, знаеш. Одредена политика пред стратегија, стратегијата е неретко побитна од индивидуалните решенија. Значи, треба да ја гледаш големата слика, разбираш? Понекогаш треба Сашо да се тргни малце позади, за да Алек излези напред. И сега, јас не го сваќам толку трагично, што него би му било кажано, дај кандидат за Карпош, или дај некој друг човек, ти поддржи го, овона, затоа што можеби не е поентата него да го спуштиш, колку да се вкупното население добие впечаток, дајте нови лица. Така? Он се еве како секретар во градот или заменик градоначалник го има ставено негов советник е ова дете во Џон Кенеди Александар Трајковски. Океј дете, може он, ме разбираш како го носам овде. Може да го пушти Сашо, Петко, Оливер, Станко. И он толку тоа емотивно го свати, што овие 2 години дојде до ситуација да се води буквално војна помеѓу се вкупната опозиција и сите останати и него. Иако се, знаеш, тоа его мене народот ме избра, не, него народот му даде 100 гласа повеќе од докторот Оливер. Значи 100 гласа повеќе. 50 души да не гласа, 30 ваму да гласа, доктор Оливер од ВМРО ќе беше второ место. Тој победи гласови со неговите гласови, плюс уште толку гласови од ВМРО ДПМН. Така беше, да. Значи, тоа не е со своја квантум на гласови. Плюс толку. Значи, одобиради толку. Но потоа некаде пукна тиквата, не знаеме точно каде. Јас ги пратам, де факто јас сум еве и задниве 2 години, иако веќе подолго живеам таму, јас сум и жител на Карпош, ги знам работите и следам што се случува. Го доведе моментот на водење на своевидна лична вендета војна. Он е некаков општествено-политички фактор, кој пливал, играл, работел, имал успеси, имал и киксови тешки. Има и она што ти го кажа, Стефче има чисти патриотски ставови по одредени прашања. Да, има. За македонскиот идентитет и негова заштита. Има и според мои критериуми за некои работи тресено зелени. Во постапките има одлични чекори, има и лоши чекори, но човек да се доведе во ситуација да биде сега меѓу наковалната и ова, мислам дека емотивниот момент го се. Ова сега него што му се случи со црната листа, ја мислам дека е причинско последично на цело негово севкупо однесување. А нешто ќе кажам, не мислам дека Америка туку така нешто дава паушално. Значи гарант има нешто што ние не знаеме. Значи дека од чиста мира некој ќе те стави на тоа, до толку они барем како држава не се нема Америка, не знам, потреба, ако веќе става некого на црна листа, веројатно дава и точно образложение зошто одреден човек е ставен. Затоа што видовме Мерко го ставија на црна листа, па ништо светот не се преврти на глава. Еве сега Стефче го ставија. Она што Стефче Кимовски го кажува, вели дека е тоа последица на неговите ставови ригидни кон отварање на уставот, примање на бугарите, заштитата на македонскиот идентитет, тоа е неговата приказна. Но реално имаме ли знаете што, ако ми кажете мене дека инсинуирате нормално дека ако Америка како поединец тебе сега те стави на црна листа, и дека може туку така да не даде образложение зошто те ставила, затоа што ти сам рече, ние не знаеме, сигурно имаат некои причини. Па дај да ги видиме причините. Се сложувам. Види, знаеш како, околу ригидните ставови и кој шо како, па ти пола од перијаниците на ВМРО, почнувајќи го и Мицковски, Николовски, еден куп луѓе имаат ригидни ставови кон договорот. Рекле дека се против, на крајот Рекла е отворено, да, ВМРО рече отворено, под ултиматум не прифаќаме ништо. Еве ќе ти кажам најотворено јас. Јас, пошто со одредени луѓе се знам и комуницирам и се овона, доја ситуација, јас искрено ти кажам, најотворено. Во задниве година дена, ја мислев дека во еден момент ќе се попушти и ќе се направи нешто. Дека ќе се изврши притисок, ќе најда 3, 5, 8, 10, како
Не знам, по тој византиски метод, под притисоци, закани овона, и во моменти дури ја бев, поготово СДС ко тврдеше, Дујко тврдеше, ке најдиме ни имаме луѓе, сите ко попчиња ги гласаш. Еве ние да не гласаш, и се што правиме? Не, да. Еве дури јас бев скептичен и баш викам, леле, викам, кој ќе сгреши, кој ќе се испостави дека не е така. ВМРО, ДПМН, не знам дали ќе се сложите со мене, по прашање на овие суптилни прашања поврзани со македонското прашање, ги отвори картите пред избориве. Јас и тука разговарав и со Ковачки, тој рече дека и прашањето за отварањето на уставот дури во нивната предизборна програма, дека во програмата за изборите дека ќе Иако ВМРО кој ќе извади програма е оче наш. Нема лажовски програмски кој е. Токму за тоа, тоа влева голема надеж дека ако веќе ВМРО сега првпат отворено, транспарентно кажа за нивните ставови, нема отварање устав под ултиматуми, дека познавајќи историјата до сега како постапуваат, дека програма на ВМРО е Библија. Дека ќе се држи до тоа. Но дали не, што мислите, како ќе изгледа тоа, еве, под предпоставка ВМРО како најголема опозицијска партија, под предпоставка е огромна веројатност дека ќе дојде на власт. Добро. Како мислите дека ќе го изведе тоа со оглед на тоа дека сите предпоставуваме на какви жестоки притисоци ќе бидат изложени? Што, домашни предавници, пета колона, најмногу од стратешки партнери, така наречени? Ако се создаде влада и се вршат притисоци, кратко ќе трае, самите ќе распуштат собранието, ќе идат на нови избори. Тоа е прва услова. Ако второ, не се дае поддршка воопшто да се креира влада, тоа ќе видиме, а ако е ВМРО ДПМН под 61, тоа ќе видиме кои се реално ставовите на другите што ќе отварат пратеници, тоа се знам и левица. Тоа ќе видиме дали знам или левица се продаени души. Тоа што одма ќе откриеме. Пошто ако е ВМРО 61 се е до ВМРО. Ако е ВМРО 53, 55, 57. Ако левица има 5, знам има 5, еве ти ги 65. Значи тоа ќе знаеме дали кукавичките јајца се левица и знам. Така. Што ако еве ново сценарио, што ако се направи да не се дојде до цензус за претседателските избори и ако тие фактички пропаднат? Просто едноставно. Искачеш на избори. Преценката е дека ќе има над 50%, можеби до 60% излезеност на изборите. Која е веројатност 10% од населението кој искача да не зема ливче? Значи ти по дефолт си гласал колку години имаш? Доста. Си гласал колку? 2-30 пати. На се и можно, така? Се случило да има двојни избори. Во најмала рака се случило да има, да кажеме, еве на локални, секогаш гласаш. 4 ливчиња добиваш. Ти не те прашуваат, извините, господине Тасевски, кое го сакате? Како одиш, даваш лична карта, те наоѓа, се подпишуваш. Те проверува на скенер, сега има нели отпечаток на прст, па си го бришеш прстето. И која е веројатноста сега за партии, за парламентарни? Еве на локални, ти дава 4 ливчиња. Ти викаш, извинете, јас за градоначалник не гласам. Значи, по дефолт како оди човекот, тој ги кине. Најголем дел од луѓето не одат таму памет да продаваат. Како оди? Зима, оди, заокружува, става, ги витка, си оди. За да некој бойкотира, треба некој да го организира. Ајде да видиме дали храброст има, Беса, Алијанса, Алтернатива или ДУИ, а тоа ќе излези, тоа не можеш да го сокриеш. Ајде да видиме кој е тој маж, што ќе му кажи, одби да гласаш, не земај ливче, врати го ливчето. Значи не го земај, кажи сакам парламентарни, не икам председателски. Ајде да видиме кој ќе биде тој. Значи автоматски ти го држиш, го рушиш уставниот поредок на државата. Индивидуални случаи ќе има. Ки излечат на парламентарни 980. Едноставно може тоа ливче да не го стави во гласачката кутија. Шо ме да, не може да го изнеси тоа. Кривично дело е. Ќе го јаде. Добро, ќе го јаде во градинката во центар, во градинката во автокоманда, во школата вама. Наблюдувачи си има опсе, има се, баш на критични места опсе гледа, луѓе седат. Значи нема што ливчето го зеде, тоа е веќе тенденција и можност за бугарски воз. Значи тоа што ти е дадено мораш да го ставиш, луѓе гледаат. Да, но знаеме од искуства. Осте. Умрени се тие времења. Не е кој што беше.
Значи, јас во изборен процес сум бил председател на бирачко место, знам какви се финти партиите прати, какви уйдури пробуваат да прават. Веќе не е исто. Парламентарните 2020 и сега не се исти. Од претходните локални има идентификација со прст. Да се расипаа 10-20 такви, па немаше, па продолжи гласањето, ама се има нов систем. Во рок од 1 сат ти носат нов. Сега се спремни. Викаш, не работи скенерот, не можем да се идентификувам. Нема проблем, ќе се јавиш, ќе прекинеш гласањето, ти донесат нов. Нема веќе изговори, се постегнати се работите. Порано ти текнува набавки какви се правеа во 90 или не знам кој. Еве ти си бил раководно лице пред неколку години. Можеш туку така да делиш, ај купи, ај дај му. Жими Трајче, не може, не проаѓа веќе тоа. Ти и СДС тоа го либерализираше, нели оние набавки до 500 евра 1000 стана. Да. Добро, се знае колку пати до 1000 можеш да правиш. Се знае, и тогаш ти треба 3 понуди, не можеш тука така плюкни да, зале. Не можеш да, и тоа најмалата, најповолната понуда и така. Ама, Сашо, да се разбереме, значи многу луѓе што не се мотаат со државата или не го знаат системот на институции или ово-она, се уште мислат дека Сашо ќе остава директор и Сашо што сака ќе прави. Да, ќе прави, ама ќе си одговара, затоа што има заштитни механизми на јавни набавки, како ќе влезеш, на кого ќе нарачаш, на кого ќе платиш. Ќе направиш еднаш, два пати ревизија ќе ти дојде управен, ќе ти дојде надзорен, ќе ти дојде финансова, година, 2-3, папала маца. Да, Александар, ама ти тоа преска го спомна, законите постојат, законите се тука и правилата на игра се тука. Ама овде не забораваш, за разлика од држава, овде конкуренцијата ти е на лице место. Тој што те контролира, сака да паднеш, брат. Едва и чека да сгрешиш. Тоа да. Едва и чека да сгрешиш. Мене на избори во Топанско поле, кога бев на едно избирачко место, на изборите 2016 во декември, нели, кога паѓаше владата и сето тоа. Мене најголем коректив, знаеш кој ми беше? И то ме бранеше мене. Наблюдувачот од Беса, партија што не постоеше. Значи немаше луѓе во избирачки места. Беше наблюдувач обично. Си седеше човекот, знаеш каква супер бинго контрола бил. Он ги растури и СДС, и ДУИ, и знаеш како ги контролираше? Човекот Беса. Пошто тој имаше интереси едни и други да паднат. Кога те прашувам вака, те прашувам од позиција дека ме загрижува креативноста на одредени елити на моќ да смислат нови начини на игра, нови техники, како да... Балканците сме експерти за превара. Јас затоа и ве прашав, што еве, ако ајде уште едно вака ќе го надградам прашањево, што ако ради некои причини, дали цензус нема да има, нема да се избере председател, не знам, што ако под некои околности совршена бура, мандатот, да кажеме, не се даде на 720.000 гласа треба за да се избере председател во втор круг. 720.000. Тој за да победи, ако нема неважечки, му треба 360.000 и нешто. Ако изгледа точно 720. Два остануваат во втор круг. Проценката е дека на гласање ќе изгледат меѓу 900.000 и милион. А ако изгледат 920.000, дека 200.000 луѓе нема да земат ливче, без оглед на одлуката, може и Мики Маус да го нацртат внатре, и да Мистер Бин да го нацртат било што, шум зеле ливче, го ставиле у кутија, тоа е важечко ливче. Веројатноста дека 200.000 луѓе нема да земат ливче е само доколку некој тоа го прави организирано. Ако го прави организирано, се знае после избори што прави. Пауза ќе има, избори ќе има за 3 до 6 месеци кога треба да има, тој што го организирал треба кривично да одговара дебело и скапо у затвор. Да, но тоа значи држава... индивидуално 200.000 нема со смелата. Но тоа значи Талат Џафери останува премиер, ако нема кој да го даде мандатот на новиот мандатар, предпоставуваме дека ќе биде тоа најголемата опозицијска партија, значи тоа значи дека исправиме ако грешам, дека Талат останува и понатаму премиер. Во немање, извини, застани, во немање, да знаеш, според уставот во Македонија, во отсуство на председателот или во ситуација каде што председателот е повреден, починат или било кој, државата води председателно собрание. Да. Треба само да се избери председателно собрание. Пак ќе биде веројатно тој избор како во 2017 година. Не е битно. Го имаш моментално Митревски од СДС, без оглед кој е, тој треба да предаде. Кога ќе се верификуваат мандатите, 120 претеници стануваат претеници. По избор, дали најстариот или било која прави конститутивната седница, се бира председател на собрание. Кој има 61,
Нема тука наши ваши Бадентер, 61 за председател. Кога избереш председател, председателот те тера постапката и тој де факто покрај председател на собрание и председател на држава. Да, но не може тука пак да се случи некое минирање, тој процес да се одолжи, да секогаш може, така? Види, тие што сака да роварат, нивно е да пробаат. Тие што се конституционалисти, е нивно да те ударат по рачето и да те пенализираат. Ние живееме во Скопје. Возач си, возиш, така? Нормално ова низ град што се случува. Јас сум возрасен маж, возам возрасен возач сум. Човече, јас возам 50 е дозволено. И јас кога излезам на некој булевар на ширина новуна, малце ќе подстиснам 53, 55, 60 и пуштам газ. Човече, покрај мене со 120 по минут се лудаци. Во кој град, во урбан дел тоа се случува? Гинат луѓе. Кој кај сака поминува? Свират ко луди. Јас на свирка ептена ко одиш ко блесав на сред улица негде, па не можам па чекам и сам ќе свирнам еден, ве молам на улица сте. Помалава, нели, кога ќе отидеш карпаштата, ни во некој еднонастојшна улица и се некој ептен ко на корзо на сред улица. Свирка. Ко лудаци, човече. Светла не уклучуваат. Каиш никој не носи. Со мобилен зборат. Јас еднаш уклучив мобилен, ќе се утепам. Мислам, уклучив само стиснав да кренам, на спикер ставив. Сообраќајната култура, како таква, е основа на системот. Бучавата, повде кај нас кој шо сака прави? Дискотеки, кафичи, верски објекти. Еднаш пишев на нет, еден дојде, што имаш ти против верски? Ништо. Против бучава имам. Брат, да се вратиме на ова, ајде ќе привршуваме и со емисијава. Значи, не случајно те враќам постојано на тоа, кога спомна удирање по раче. Што мислиш ако дојде до тоа непосекувано сценарио? Да се најде начин, техника, како што рече, метод, цел тој процес да пропаднат, пример, председателските избори, да се оди на нови, да се одолговлечува процесот на поставување на нов председател на собрание, кој што би го презел улогата на председател, би го предал мандатот на новиот мандатар. Што ако тоа некој смислено го, каква треба да биде реакцијата на оние кои што заслужено би го добиле верификуван мандатот на избори, како да се реагира тогаш? Ништо, одма се бара распуштање повторно на собранието, се оди на максимално брзи избори, ако треба и до крај на јуни, ако не на јуни, тош крај на август. Најненормално е повторно се случи избори на 5 јули, 10 јули, такво нешто, 15 јули, тоа е ненормално. Велите дека тогаш ќе биде уште поголем поразот на оние кои што ќе сакаат да го... Да, ќе бидат изгазени. Кога некој, види, народот генерално, кај нас, колку да има тенденција да биде наивен, интересџија, да гледа за себе, обичниот народ не е општина центар. Обичниот народ не е ни Карпош, не е ни аеродром. Обичниот народ е Драчево, Лисиче, Маđари, Трубарево, Ергеле, Ржаничино, Петровец. Обичниот народ е Бутел и Радишани, обичниот народ е Геге, обичниот народ е Волково, Стајковци, тој е обичниот народ. А таму ако земеш по ова, таму поише луѓе у една куќа има и поише народ и тука се тие тука. Тој народ пали, тој народ пресекува. Јас мислам дека ние, јас се ставам во ние, кои сме во овој поурбаниот дел на градот, со згради, со парно, со, нели, струја нема еден сат, леле, струја нема, ваму по 2 дена, по 5 дена нема струја, колку ретардирани се, среде лето им се нема струја, фрижидерите им се расипува. Ама, знаеш која бенефиција јас ја сватив од живењето, пример, во Карпош за разлика од други општини? Еден сат кај нас струја да нема, војна е. Пошто твоја зграда имаш наблюдувач, политички аналитичар, пратеник овона, они кои ќе кренат джева, водовод, ЕВН, овие се мрднуваат. Да реагираат, човече, трчаат. Севки поправат одма. Кажи ми, која е можноста, што рече народот, да се крене после онаа показна вежба што ја добија? За името кој беше кој нисте? Да, кога не само тоа, него најмоćна показна вежба беше да се влие страв во народот кога ги уапсија луѓето за 27 април и ги осудија за тероризам по 15-20 години. Колку мислиш дека
дека тоа би спречило евентуален, ај така да го наречам, бунт, доколку се спречи волјата на народот? Реален физички нема, ама реакцијски ќе го има сигурно. Затоа што народот свати кој го тепа, порано му беше тешко да прифати. Жал му е што во дадениот момент добар дел од нацијата не верува на никого. Да, ја поддржува опозицијата генерално, поддржува и дел други нели структури од опозицијата, ама генерално изгуби вера во луѓето. Зошто? Затоа што свати многу од луѓето кои зборат дека нешто ќе направат се демагози и после добар дел од нив се кукавици. Јас се сложувам со една фраза која пред неколку години овде ја кажа бугарскиот дисидента македонец кој се дојде од Бугарија во Македонија, господинот Стефан Влахов Мицов. Јас одредени негови емотивни секакви реакции не ги поддржувам, ама он е добар човек, емотивен човек. Збориме за тоа, ова едно нешто ќе се сложам во 100% со него. Кога си влезен во политика и кога се бориш за кауза, треба со некрологот во джеб да си. И тоа како сега кога го кажав, ме погоди во емоција, тоа покажува знаеш што? Или си тука да направиш име и за 100 години да кажат, абе овој беше женкар, лопов, швалер, преварант, ваков, онаков, ама направи тоа за нацијата, за државата, за народот. Никој нема да му ги памти глупостите на Черчил. Ама името сите го знаат. Да. Ме разбираш кај одам? Да, апсолутно. Никој не му памти на Тито гревовите, ама сите го памтат. Гоце Делчев бил ваков, бил женкар, бил ова. Сите го памтат. По делата. Може и некои други во дадениот момент били и поголеми. Може и поголеми функции имале. ВМРО као структура за македонците во Софија изградила имоти, изгради онај изгубениот Каракачанов што ја лапна зградана на Пиротска. Таа народ ја градил, некој таму уживал во незе. Ама види кои го памтат. Сега, дали ти е битно земските задоволства сега? Да фатиш, да ќариш, да заколиш, па да отвориш бутик, кафич, па инвеститор у зграда да бидеш, па 3 стана, 5 стана, киривче да земеш, па да купиш скапа кола, зависи кој ти е филмот. Ако ти е тоа филмот, абе брат, не оди фронтално, лижи се на некој, па може нешто ќе ти дадат и ако те бива за бизнис ќе направиш. Ако планираш да крадиш, тоа си лопов, нема врска дали е политика или не. Но ако сакаш активно да се занимаваш со нешто, ти мора да имаш кауза. Без кауза ти си како да ти кажам, ти си табула раса, ти си небитен. И јас на пола од луѓето во политичкиот систем кој ќе влезат, поготоа кај албанските партии, јакам зашто се залагаш? И кјути. Затоа што веќе нема идеологија. Јас пример како личност имам сопствена идеологија. Мојата идеологија припаѓа во голема мера на еден политички субјект. Се поклопуваме. Јас со другите не се сложувам. Ама затоа што јас имам матрица, таа матрица сум ја градил од татко, од дедо, од фамилија, од се. И таа матрица ме опишува мене како личност. Јас за разлика од други кои јавно настапуваат и ги бришат настапите или ги тргаат, ја ги симнувам и ги качувам на мој YouTube канал. Пошто не ќам да ги нема. Јас сакам да ги има, јас сакам да знаат луѓето што мислам. Значи јас моите ставови не ги артикулирам за сега, да ме види пратеникот, да ме види министерот, председателот на таа политичка партија, па да ме бутне негде. И моите ставови, апропо мојата идеологија се знаат, јас јутре и да бидам негде на активна функција, се знае ја што очекувам, јас ќе дом со програма за било што, ако треба. И ако не се сложам, јас сам ќе си отидам, нема чекам да ме избркаат. Јас за парите вон мојата плата која ја заработувам, јас за да си ја средам и фамилијата и се, јас работам приватно, брат, ја не чекам некој да ми дае. Што мислиш, мене лесно ми е секој ден, еве им кажувам, да одам од 8 до 3 на работа, па после приватно да правам продажби, да правам, што мислиш, кеф ми е, не ќам јас по цел ден ко билме с телевизија да гледам и да се глупирам, сакам. Ама знам што ми фали во животот и тоа што ми фали гледам да го надополнам, ама со работа. Немам тендери, немам провневери, немам ова и што до сега немам намера правам, али мојата кауза си е чиста и искрено не е против никого. Јас во ниеден момент немам нападнато никој од сопствената држава за различна вера и за различна етничка припадност. Освен така наречените северџани. И се некој каже тоа е пежоративно. Не, тоа е искрен термин. Баш се северџани. Тоа се луѓе од родници од својот народ. И пак јас ги прифаќам назад доколку се покајат као луѓе за грешката што ја направиле. Значи не можеш ти да се доведеш во ситуација да
фекалии да изфрлиш, нели правиме му за речникот има наш, Да. кој како експлицитен, јас сега се трудам да не влезам во тој шаблон, не можеш да изфрлиш фекалии врз сопственото семејство, човече. Затоа што не можеш патриотизам да правиш ако прво ти системски не си ги сакаш најблиските. Мене кој ми каже некој, мене на прво место ми е Македонија, мене на прво место ми е ВМРО, СДС. Прво, сам себе треба да се сакаш. Својот визуелен изглед те представува себе. Значи да се забричиш, да се среди, да не се запуштиш, тоа е прво. Второ, да ги сакаш или да имаш добар однос со неблиските, тоа е многу битно. Значи не може никој да не те сака на планетава, а ти да мислиш дека си битен. Значи мораш да имаш жена, маж, деца, родители, брат, сестра. Не мора да е прекрасно, али мора да има некаква почит, некакво заедни. Токму тоа, оваа актуелна структура, што јас затоа викам, не можам да поврзам Дуи како идеолошки, затоа што Дуи дозволи и кажи го родител 1, родител 2, и ЛГБТ и све и свашта. Која ми е идеологијата? Нема идеологија, таму само интерес има. Поготово дел од албанскиот партии, што све изгласа, мене не ми се верува. А СДС го сваќам. Тоа му е дел од таа матрицата. Овие што изгласа, другите не можам да ги сватам. А и либерали веќе ги сватам, либерали. Јас можам да ги сватам. А? Јас можам да ги сватам. Интересот? Да. Не само интересот, си имаат оние една агенда кај што тука се едногласни, се друго може да помине само во име на таа агенда за полесно да излезе. Да се стигне у крај. Да. И сега ние родолюбието, патриотизмот, сакањето, човече, во оваа држава се вулгаризира зборот патриот. Као на времето што се вулгаризираше зборот бизнисмен, као некој лажов, лопов, превара, бизнисмен е човек кој води бизнис. Ама нели стана као гнасен збор? Да. Он е бизнисменот. Втор збор кој беше сатанизиран во држава, знаеш кој беше? Новинар. Пишуваш колумни, настапуваш на емисија и ти вика, ти си оној новинарот? Не сум новинар, јас сум аналитичар, колумнист, водител. Пошто стана пежоративен збор, навредлив, новинар. Затоа што кога почнаа да ги купуваат медиумите, политички партии, автоматски реномето на целата фила падна. После бизнисмен, после новинар, третиот збор кој стана пежоративен, патриот. Човече, најубав збор. Бега вика, ми се гади од патриоти. Значи си ја мразиш државата кога ти се гади патриоти, човече. Значи во Америка у несвес, у севдах паѓа за 4 јули, у Франција лудило, сегде е лудило, само кај нас како болен да си. Бегај тоа патриотите. Ама знаеш зошто? Ако може да се скрие секој национално празнување на голем национален празник, ако може да се прекрие со и ке ти темна дојде завеса. некој од оние квази левиве политичари, социолошко, антрополошки, не знам како, ние сме европејци, граѓани на Европа. А кој рече дека не сме? Тоа е новиот интернационализам. Да. Ама чекај, ние не живееме у Стар Трек, човече. Така Не сме 2376 и не сме на Voyager. Таму имаш граѓани на светот. И во тие граѓани на светот знаеш кој од кај е. Едниот е црнец, едниот е кинез, едниот е овој. Извини, ама визуелно е. Можеш да се љутиш, да, тогаш има и клингонци и други овона, ние сме од земјата, ама и таму се знае кој е кој и на крајот на криштата на Стар Трек Voyager сепак зборат на англиски, што не зборат на норвешки. Што не зборат на ујгурски. Што не зборат? Зошто на англиски зборат Voyager? Па америчка бела фирмата. Ако бе, нека направат Voyager на кинески. Една моја пријателка познаничка што ја знам се пресели од Македонија, живее се во Пекинг, гледам на Facebook, вика Пекинг е ваков град, кинезите се убедени дека е таму центарот на светот. А знаеш зашто? Пропаганда. Они се убедени дека светот е Пекинг. Све друго е загреото. Па така и ние имаме. Како и ние што сме можеби убедени дека се добро што е доаѓа од западот и дека се треба да прифатиме. Да. Значи, истата пропаганда е. Да. Затоа што Јас, знаеш што, пак ќе ти кажам, исто со чашава. Има рачка чашава? Ти викаш дека нема, пред мене. Затоа што не гледам, да. Да. Има нешто внатре. Јас гледам дека нема, ти мислиш дека има. Така да се до перспективата и кој ќе ми каже мене некој кој сака со ласкање или кој ме праша некој многу си паметен, многу си дебел, убав, ваков, онаков, ја му кажам споредба со што? Мора да имаш репер, така? Некој каже Сашо Тасевски е многу убав. Успоредба со кого? Многу е паметен, успоредба со кого? Да. Добро са за колега твој што го вика Бред Пит, за него си поубав, ама со реалниот. Со реалниот. Да се насмееме малку на колегата твој Владимир. Ке пренесам некои пораки од Александар на крај на емисијата, мислам дека отидовме и преку таймшерот. Да, тајмингот.
Ќе пренесам некои пораки што ги кажа одговарајќи на моите прашања. Значи, не се најбитни парите, бизнисите, тендерите. Секој треба прво да го следи интересот на своите блиски, на својот народ, на својата држава, на својата нација, поготоа во изборите кои што се пред нас, затоа што нема тоа само да биде борба за сегашноста, некако да си ја вратиме Македонија пред се ние македонците, кои што со години некој ни оттргнува од раце, се обидува да ни оттргне од раце. Туку е пред се ова борба и за нашите деца, за идните генерации, да направиме се да ги вратиме позициите кои што ги имавме, да ги вратиме позициите кои што ги има потписниците на манифестот на АСНОМ и да се надеваме дека ова зло што не следеше овие изминати 6 години тука ќе престане. Ова, така да кажам, магичен, волшебен круг на предавства, кои што не понижија пред светот, не направија предмет за подсмев, и да се надевам дека оно што го кажа мојот гостин Александар Ристевски, дека новата власт, кој е да е, се надевам само дека тоа нема да бидат овие кои што не доведоа до ваква понижувачка ситуација, ќе има сила, моќ, сплотеност, да го направи оној голем рез за да ја направи Македонија многу поубаво и поспокојно место за живење. Александар, ти благодарам многу на исцрпниот муабет. Ќе завршам Иако на 2 места возов малце излезе од шини, ама добро е тоа, значи ни идеше муабетот, повели со завршна реплика. Завршам со фразата која остана од време на инденците: ништожник е оној кој има подобар другар од неговата тетковина. Толку. Тоа беше се, ова беше лизгачки старт со вашиот водител и домаќин Сашо Тасевски. Се гледаме следниот пат.